Што ако вистинската причина поради која повеќето мали бизниси пропаѓаат не е лошата економија, ниту пак недостатокот на капитал? Што ако е фактот дека ги води буквално лудак? Да, звучи како нечија лоша шега, нели? Ама, искрено, оваа анализа денес започнува токму со таа брутална констатација. Имено, бизнисот кој зависи исклучиво од својот собственик воопшто не е вистински бизнис, туку е само најобична работа. А тоа е веројатно најлошата работа на светот, бидејќи работите за лудак, односно работите за самите себе. Значи, таа констатација е хирушки прецизна, удира директно во срцевината на проблемот. И овој токму затоа денес деконструираме зошто толку многу предприемачки соништа завршуваат со целосна исцрпеност. Точно. Се темелиме на материјалите од култната деловна книга, нели? Митот за предприемачот, односно The E-Myth Revisited од Майкл Гербер. Мисијата на ова наше истражување е да разбереме како се гради систем кој работи за оној што го создал, а не обратно. Да, и мислам дека за секој што некогаш сакал да започне собствен проект, или можеби веќе се чувствува заробен во собствената работа, ова нуди целосна промена на перспективата. Значи, рушење на тоа традиционално сваќање за вистинска независност. Апсолутно. За да разбереме како воопшто се доаѓа до ситуација некој да се разбуди еден ден и да сфати дека е заробен, мора да почнеме од самиот почеток. Од моментот кога се раѓа идејата. Да, точно тоа. Изворите зборуваат за еден многу специфичен концепт, наречен предприемнички напад. Предприемнички напад, ајде да го објасниме ова преку оној класичен пример од изворите. Да замислиме еден најдобар пекар во градот. Човекот прави совршен леп. Секое утро во 4 часот е во пекарата, ги знае температурите, текстурата на брашното. Вистински мајстор на занаетот. Баш така. И клиентите го обожаваат и еден ден, додека ја вади совршената векна леп од фурната, низ главата му поминува една мисла. Си вели, чекај малку, јас ја работам целата тешка работа, јас го правам профитот за мојот шеф. Зошто јас да не отворам своја пекара? И тогаш го дава тој фамозен отказ. Да, во тој момент на чиста возбуда. И на хартија ова звучи логично. Ако некој е најдобриот пекар, се подразбира дека треба да има своја пекара, нели? Но зошто авторот ова го нарекува фатална претпоставка? Па она што е фасцинантно овде е што постои огромна разлика помеѓу извршувањето на самата работа, месењето и печењето, и водењето на бизнис кој се занимава со таа работа. Тоа се две целосно различни работи. Значи тука настанува тој прв краток спој. Токму така. Фаталната претпоставка е верувањето дека ако ја разбираш техничката работа, автоматски го разбираш и бизнисот кој ја работи таа работа. Реалноста е немилосрдна. Во моментот кога пекарот ја отвора пекарата, печењето леп станува само 10% од неговите обврски. Да. Одеднаш тој мора да се расправа со инспекции, да набавува брашно, да прави пресметки за плати. Да поправа расипани каси, да менаџира работници кои доцнат, значи тој веќе не е само пекар. Принуден е да биде деловен човек, улога за која нема ниту обука, а често пати ниту желба. Значи, неговата техничка експертиза всушност станува неговата стапица. Тој сака само да пече леп, ова не води до едно подлабоко психолошко ниво. Ако техничката вештина не е доволна, каков начин на размислување е потребен? Тука изворите откриваат нешто многу интересно. Велат дека во секој собственик се води вистинска внатрешна војна. Не постои еден ум, туку 3 различни личности кои се борат за превласт. Трите личности, да ги разложиме, го имаме предприемачот, менаџерот и техничарот. Точно. Предприемачот е визионерот. Тој живее во иднината, креативен е, бара промени и нови можности. Тој е искрата. Добро, а од друга страна е менаџерот. Тој е некако спротивност, нели? Прагматичар кој живее во минатото, сака ред, организација и се плаши од хаос. Апсолутно. И на крајот го имаме техничарот, односно извршителот.
Тој живее исклучиво во сегашноста. Сака да ги засука ракавице и верува дека ако сакаш нешто да биде направено како што треба, Направи го сам. да, направи го сам. Во ред, ајде да го разглобиме ова малку. Ова ме подсетува на бенд каде што еден човек инсистира да ги свири сите инструменти истовремено. Свири гитара, тапани, бас, а во исто време се обидува да биде и менаџер на турнејата. Како воопшто овие три личности можат да коегзистираат? Па, искрено не коегзистираат мирно. Тие постојално се саботираат. Техничарот го мрази менаџерот бидејќи мисли дека планирањето е губење време. Менаџерот се нервира оти предприемачот доаѓа со луди идеи кои му го рушат редот и овој дисбаланс ја диктира судбината на бизнисот. И во изворите се спомнува дека техничарот доминира дури 90% од времето, нели? Да, 90%, менаџерот добива 10%, а предприемачот речиси исчезнува по почетниот ентузијазам. И тоа е затоа што техничката работа нуди моментално задоволство. Кога ќе испечеш леп, резултатот е веднаш тука. А финансиската проекција за 6 месеци е абстрактна и заморна. Јасно. И овој внатрешен хаос директно се пресликува на тоа како бизнисот се развива или пропаѓа. Тука доаѓаме до оние три животни фази – детство, адолесценција и зрелост. Точно. Детството е првата фаза. Тоа е периодот кога собственикот и бизнисот се едно исто. Без собственикот нема работа. Тоа е рај за техничарот. Се работи по 16 часа на ден. Да, сам отвора, сам затворам, но тоа не е одржливо. Човек ќе прегори. И кога ќе дојде до тоа пукање, преминуваме во адолесценција. Ова е моментот кога почнуваат да се вработуваат луѓе. И тука се случува најголемата криза. Затоа што доаѓа до оној феномен што материјалните го нарекуваат менеджмент со префрлање на одговорноста. Еве каде станува навистина интересна. Значи, кога некој ќе вработи помошник, и буквално ќе му ги фрли сите задачи во скут. Тоа не е делегирање, тоа е само надеж дека работникот знае да чита мисли. Баш така. Делегирањето бара систем, правила, обука. Префрлањето на одговорноста е чист очај. Собственикот нема трпение да пишува процедури. Само сака некој да го спаси. И ако го поврземе ова со пошироката слика, се создава еден магепсан круг. Новиот вработен нема насоки, почнува да прави грешки, квалитетот паѓа, клиентите се жалат. И тогаш собственикот си вели: знаев дека никому не можам да верувам, никој не работи како мене. Се фрустрира, го отпушта работникот и се враќа назад во детството. Се враќа на своите 16 часа работа дневно. Тоа е циклусот на пропаст. За да се стигне до зрелост, не може да се остави на случајноста. Бара намерно дизајнирање на процесите од самиот почеток. Зрелиот бизнис точно знае како стигнал до таму. Што не носи до најпознатата поента на книгата, односно радикалната промена на парадигмата. Треба да работиме на нашиот бизнис, а не во него. Но така, бизнисот е објект одвоен од собственикот. Неговата цел е да му овозможи живот, а не да го зароби. И тука како решение се нуди прототипот на франшиза. Значи моделот на големите синџири како Макдоналдс. Системот мора да биде толку добро дефиниран, што може да го води некој со, и цитирам, најниско можно ниво на вештини. Да, тоа е терминот што го користат. Тука морам да те прекинам. Чекате малку. Најниско можно ниво на вештини? Тоа звучи скоро навредливо за работниците. Зарем не е целта на секој бизнис да ги најде и вработи најталентираните луѓе во индустријата? Зошто би граделе систем за луѓе без вештини? Ова е природна реакција и многумина се бунат на овој дел, но поентата воопшто не е навреда за луѓето. Филозофијата е дека самиот систем треба да биде извонреден, за да им овозможи на обични луѓе да постигнуваат извонредни резултати. Аха, значи системот ја врши тешката работа. Да, замисли бизнис што зависи исклучиво од генијалци. Што ако тој генијалец си замине или се разболи? Тој бизнис е постојано ранлив и не може да се скалира. Не можеш да клонираш генијалец. Јасно. Системот ги диктира чекорите, а луѓето го водат системот. Само така резултатите стануваат предвидливи и бизнисот може да расте. Значи системот е херојот на приказната. Добро,
Тогаш како точно се гради тој систем? Изворите нудат стратегија во 7 чекори, односно програма за развој. Да, 7 конкретни чекори. Првиот е примарната цел. Ова всушност е животната цел на собственикот, надвор од бизнисот. Како сака да си го поминува времето? Бизнисот е само алатка за тоа. Вториот чекор е стратешка објективност, нели? Како ќе изгледа готовиот бизнис, колку ќе заработува, но третиот чекор – организацијска стратегија. Тука малку се збунив. Зошто? Што е збунувачки? Па во изворите се вели дека треба да се направи организациона шема, дури ако сте сами во фирмата, со сите можни сектори. Тоа е како да цртате мапа за огромен град, а моментално имате само еден шатор на полјаната. Која е поентата на оваа вежба? Тоа е клучен момент за освестување, кога самиот основач ќе го запише своето име во сите можни полја. Во полето за маркетинг, финанси и производство. Се. Буквално секаде го пишува своето име. Дури тогаш тој визуелно сваќа колку улоги или шапки носи секој ден. Тоа е психолошки шок. И тоа е првиот чекор кон правење план како постепено да се замени себе си во секоја од тие улоги. Значи мапирање на собствениот излез од затворот. Гениално. Токму така. И потоа следи четвртиот чекор – менеджмент стратегија, каде што всушност се пишуваат тие оперативни прирачници за секоја улога. Петтиот чекор е стратегија за луѓе. Луѓето што ќе го следат тој систем. Потоа доаѓа маркетинг стратегијата, која е фокусирана на тоа како клиентот се чувствува, а не само на производот. И на крај, седмиот чекор е системска стратегија, интеграција на хардверот, софтверот и луѓето во една целина. Има едно главно правило тука што ми остави голем впечаток. Се што се повторува повеќе од 2 пати, мора да има пишан процес. Да, брутално практично правило. Ако го сумираме целото ова патување, јасно е дека вистинската слобода за еден предприемач доаѓа преку ред. Точно. Преку претворање на хаосот во предвидлив прототип на франшиза, бизнисот станува жив организам. Организам кој континуирано се подобрува преку иновација, квантификација на резултатите и оркестрација. И тоа независно од физичкото присуство на собственикот. Тоа е клучот. Материјалите на вистина јасно велат дека бизнисот е нешто одвоено од вас и крајната цел е да функционира совршено без ваше влијание. Но, пред да завршиме, еве една провокативна мисла за крај. Нешто за размислување што отвора нова димензија. Ајде да чуеме. Ако изградите совршена машина, на која повеќе не и требате, и ако вашиот бизнис веќе не е вашиот живот, што се случува со вашиот идентитет? Кој станува креаторот, откако креацијата целосно ќе се осамостои? Тоа е длабоко прашање. Вистинскиот тест за емоционалната зрелост на лидерот. Апсолутно. И со таа моќна мисла ве оставаме да размислувате до следната длабинска анализа. Поздрав!